Ние разговараме со професор доктор Лазар Јовевски од правниот факултет Јустинијан I при УКИМ во Скопје. Добро утро и добре дојдовте во утринската програма. Добро утро, благодарам на поканата. Професоре, во услови на високи температури, кои права ги имаат работниците кои работат на отворено и на градилиште и кои обврски пак ги имаат работодавачите за да ги заштитат нив и нивната безбедност и здравје? Ова област е уредена со Законот за заштита при работа, односно заштита на здравјето и безбедноста при работа. И делумно со одредени акти, како што се колективни договори, знам дека одредени компании имаат и во рамките на своите интерни акти одредени правила како да се постапува во овие случаи, но таквите акти се поретки. Имено самите законски решенија предвидуваат да во случај на одредени надворешни влијанија, како што е зголемена температура, која што особено се однесува на работници кои што работат надвор од просториите, кои што се климатизирани, туку работат на терен, значи, особено во градежништвото, но и во други дејности, да имаат, да се преземат мерки кои што ќе бидат од превентивен карактер. Што значи ова? Самиот закон не уредува конкретно доколку температурата е од толку до толку што да се направи. Туку вели, доколку условите на работа се такви да не се овозможува соодветна заштита на вработените на самото работно место, кое што најчесто нели се одвива надвор, да се преземат мерки од страна на работодавачот и тука треба да се подлечи дека работодавачот е тој кој што треба да ги преземе тие мерки од превентивен карактер, за да не дојде до нарушување на здравјето и на безбедноста на вработениот на работното место. Значи, проценката се врши интерно од ситуација до ситуација, од компанија до компанија, од можеби регион до регион, бидејќи да поставиме во Гевгелија, доколку имаме големи температури кои што во јужните делови на Македонија и оние кои што работат можеби во некои планински предели каде што поинаква е да речеме температурата надвор, работодавачите имаат можност, право, но и обврска да самите ги во контекст на мерки сами ги носат активностите кои што ќе треба да бидат од превентивен карактер, да не бидат вработените изложени. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е кога генерално имаме топлотен бран, како што сме имале и оваа година и претходните години, многу често владата носи препораки. Знаете, контекстот на препораки е да се даде насоки повторно на работодавачите, но секако и на вработените, да можат да ги препознаат овие услови негативни кои што се случуваат и кои што се очекуваат на работните места надвор и да ги преземат оние превентивни мерки да не дојде до повреда на здравјето и безбедноста на вработените. Што треба да направи работник доколку работодавачот не ги почитува и не ги обезбедува потребните и безбедните услови за работа при екстремно високи температури, каде може да се пријават евентуални прекршувања? Работниците имаат иницијално две основни, би рекол, интервентни мерки. Првата мерка е веднаш да одбијат да работат. Согласно Законот за безбедност и здравје при работа, вработениот има можност да одбие да работи без при тоа да има правни последици во однос на неговото работно место, односно заради таквото одбивање да работи во небезбедни услови, а небезбедни се сметаат и овие топлотни бранови кои што се случуваат нели во контекст на денот, да нема правни последици по однос да му се намали платата, да добие отказ или некоја друга мерка да презема работодавачот против него. Значи тоа е едниот аспект. И вториот аспект е секако веќе напоменавте да може да пријави веднаш во трудовата инспекција, има посебно оделение во рамките на трудовата инспекција за безбедност и здравје при работа, да пријави во инспекторатот каде што неговите права на безбедно и здраво работење се прекршени од страна на работодавачот и инспекторите излегуваат на терен, тоа го констатираат и ги задолжуваат работодавачите да постапуваат соодветно на законските прописи или на некои други интерни акти, колективни договори или пак во однос на насоките на владата кои што ги дава во однос на овие прашања. За крај, сосема кратко, дали се потребни дополнителни мерки, построги контроли на терен? Па, секако контроли на терен се потребни. Капацитетот на трудовиот инспекторат е таков да и човечките ресурси внатре во самиот инспекторат се ограничени и тие не можат нормално 60 на луѓе да покријат цела територија на држава. Меѓутоа, клучно е да и работниците, и работодавачите
Па би рекол и синдикатите, каде што нели се ги има во одредени компании, да бидат во овој дел будни и ревностни, да ги препознаваат ризиците и веднаш да алармираат. Секако одредени интервенции е потребно доколку продолжат овие мерки, овие температури кои што се високи, и очекувам дека ако продолжи оваквиот бран, иако сега малку нели се поднамали денес температурата, но очекувам дека ќе се бидат преземени превентивни мерки од страна и на владата како препораки кои што ќе треба да се потоа применуваат. Професоре, ви благодарам многу за гостувањето утрово. Благодарам на поканата.